Скопјани на годишно ниво во контејнерите на Црвениот крст на град Скопје донираат над 30 тони стара облека. Дел од неа, иако е носена, може повторно да се користи. На тој начин, жителите на главниот град, облеката на нивните деца која веќе не им е точна или пак собствената облека која многу ретко ја носат, се почесто се одлучуваат да им ја дадат на социјално ранливите категории граѓани. Донираната облека се селектира во магазините на Црвениот крст и потоа се дистрибуира до крајните корисници, а најубавите парчиња се носат во продавницата Копче, која функционира во рамки на Црвениот крст и каде по многу ниски цени може да се купат убави, сочувани, па дури и брендирани јалишта. Александра Боева од Црвениот крст за Прва Скопска денеска информираше дека свеста кај граѓаните за донирање на квалитетна и сочувана облека се повеќе расте, но се појавува и желба за купување пристојна гардероба за ниска цена, нешто што оваа социјална продавница го нуди. Се наоѓаме во продавницата Копче, каде што по символична цена имате можност да си купите одредено парче гардероба, а со тоа да помогнете да се зајакне социјалното претприемништво во Македонија. Јас во моментов држам едно преубаво парче облека, едно убаво бело џимперче кое што во оваа продавница може да се купи за само 50 денари. Нешто повеќе околу принципот на работа на оваа продавница и која е символиката и пораката која што ја носи, ќе ни каже Александра Боева од Црвениот крст. Најнапред ви благодарам за издвоеното време. А ви благодарим и на вас што сте тука и што можеме да го споделиме она што го работиме. Веќе подолго време функционира оваа продавница, па можете ли да ни кажете дали граѓаните веќе научија како функционира продавницата, дали заинтересирани минувачи застануваат, прашуваат дали купуваат од тука? Па да, продавницата ни функционира подолго време, со тоа што на почетокот кога ја отворивме беше на друга локација и работеше малку на поинаков концепт, каде што само оние кои што имаа посебни ваучери можеа да дојдат и да подигнат бесплатно облека со тие ваучери. Меѓутоа од минатата година малку концептот се промени, односно ја отворивме за сите граѓани кои што се заинтересирани, бидејќи свативме со текот на нашата работа дека интересот не е само за оние лица кои што со ваучери би требало да дојдат и да си подигнат бесплатно облека, туку има одредена категорија на луѓе кои што посекако би биле заинтересирани да по символични цени на достоинствен начин се облечат онака како што сакаат и сами да си одберат облеката која што сакаат да ја купат. Веќе нашите гледачи знаат дека станува збор за социјална продавница, односно продавница во која што се продава гардероба од втора рака или second hand, затоа и толку се ниски цените, меѓутоа можеме да забележиме дека навистина станува збор за добро сочувана гардероба, а некои парчиња се и сосема нови со етикета. Што значи тоа? Дали граѓаните доаѓаат тука да донираат гардеробата или пак ја оставаат во некој од контејнерите? Да, значи начините на кои што може да се донира облека се најразлични. Еден од начините е донирање во контејнерите за облека. Значи постојат на територијата на Скопје 9 контејнери каде што 24 часа може да се донира облека, која што препорачуваме да биде добро спакувана во кеси, не мора да биде испрана, испеглана, бидејќи тоа го правиме ние, меѓутоа е важно да биде добро сочувана. Се прави груба селекција на она што се донира во контејнерите. Морам да напоменам, бидејќи ова е нешто кое што е голема полемика и голем број на прашања произлегуваат од тоа, е дали целосната облека која што се донира доаѓа во продавницата. Не, значи на годишно ниво над 30 тони облека имаме донација. Најголем дел се донира бесплатно, со тоа што дури и да влезе во продавницата облеката, се донира бесплатно на оние категории каде што имаме ваучери, оние категории кои што се сместени во институции, казнено-поправни домови, сместувачки капацитети за згрижување на деца без родители, родителска грижа и слично. Во другиот начин на кој што може да се донира, директно во продавницата, додека работи продавницата, понеделник до петок од 9 до 5 часот и сабота до 2 часот. И третиот начин на кој што може да се донира е практично имаме кутии за донирање на облека, каде што секоја заинтересирана компанија која што би сакала таква кутија да биде сместена во нивната компанија за да ги поттикнат своите вработени да донираат, има можност да се дистрибуира откако ќе заврши собирната акција. Тоа што е собрано се носи во нашите магазини за селектирање на облека
и исто така голем е интересот кај компаниите кои што би сакале и се спремни да донираат нова облека. Со тоа што можам да кажам дека и кај граѓаните почнува веќе свеста да расте и облеката која што донираат да знаат да биде сосема нова, со етикета, баш онака како што и се очекува да биде. Да донирате за да помогнете на некој кој што навистина има потреба. Голем дел од облеката која е неупотреблива подложи на така наречена пачворд техника, при што повторно се преработува и им се донира на установите во кои што има згрижено лица во социјален ризик. Присуствуваше нашата камера кога се празнеше контейнерот и можевме да забележиме дека голем дел од гардеробата не е во употреблива состојба. Што правите со таквата гардероба? Да, за жал тоа е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, бидејќи кога ќе кажеме дека собираме на годишно ниво околу 30 тони облека, сето таа бројка изгледа маркантно, меѓутоа можам да кажам дека помалку од 1/3 од сето тоа е употребливо и можеме да го донираме и достоинствено на некого да му го дадеме за повторно да го носи, со тоа што имаме и планови и иницијативи кога станува збор за облеката која што повеќе не може да се носи, а тоа е дека имаме обука за пачворк. Пачворк е техника која што овозможува преку кроење на парчиња од неупотреблива облека, се сечат на коцки, триаголници и слично. Имаме како обука за работна интеграција каде што социјално загрозени жени, најчесто бездомници или жртви на семејно насилство, самохрани родители и слично, ни се таргет група кои што ги обучуваме и ги вклучуваме во процесот и во рамките на тој процес, значи се изработуваат аксесоари, чаршави, перници, торби со таа пачворк техника, така да нашата идеја е да на тој начин не дека целата таа облека ние можеме да ја рециклираме и реупотребиме со капацитетите со кои што располагаме, меѓутоа идејата е дека пробуваме да направиме некој чекор напред во однос на тоа и да ја кренеме свеста колку е важно да малку повеќе се освестиме и размислуваме колку ја уништуваме планетата со тоа што не рециклираме, не реупотребуваме. Така, каде завршуваат на крај сите овие чаршафи, аксесоари и торби кои што ги споменувате? Чаршафите кои што ги спремивме изминатиот период завршија во заедничките групни домови на децата без родители. Знаете дека од заедничкиот дом во кој што живеа ги сместија во индивидуални групни домови во куќи. Им требаше такво нешто, така што ги дониравме таму. Сега спремаме аксесоари за Великден, дел од тој асортиман ќе може да се најде во продавницата. Така што зависи од приликата. Идејата ни е за во иднина да спремиме посебни торби со пачворк техника од рециклирани материјали и да оние кои што доаѓаат и се наши купувачи некако ги убедиме дека е многу подобро да доаѓаат со торбите кои што може да се употребуваат почесто отколку со најлонски кеси. Така, и она што можевме да го забележиме при нашата обиколка на продавницата, дел од облеката беше исто одредена порака, што навистина мене ми остави еден убав впечаток, можеби дел од облеката е има сентиментално значење за оној кој што ја подарува. Се случува ли често тоа? Да, се случува и баш токму тоа што го кажавте, сите ние сме на некој начин сентиментално поврзани со некоја парче облека и најчесто тоа е причината да не сакаме да ја донираме. Така што го воведовме тоа како можност да оној кој што донира, доколку сака да остави порака за парчето облека која што го донира, најчесто им е полесно кога тоа ќе го направат. Таа сентиментална врска тука ја раскинуваат бидејќи оставаат пораката и се случува многу често, најчесто сакаат да подарат некоја парче облека која што им донело среќа, ги потсетува на некои убави моменти, го носеле дали на првиот школски ден или првиот ден на работа или парчења облека купени со прва плата, така да задоволство и кај оние кои што донираат, но и кај оној кој што би купил таква парче облека.
За жал, се позачистени се кражбите на донираната облека од страна на несовисните граѓани. Иако Црвениот крст на град Скопје е запознаен со ваквата практика, сепак не се во можност да ги спречат ваквите кражби на донации. Токму на таков вандалски чин бевме свидоци и ние, при што забележавме оштетување на контейнерот за облека пред Црвениот крст на Македонија. Но и покрај несовисните граѓани, Копче останува да биде продавница за добри дела. Пораката ќе биде да одговорно донираат, меѓутоа и одговорно трошат. Копче е местото каде што можат да го направат тоа, во секое време да донираат она кое што им е вишок и кое што сакаат да го на некој начин подарат некому на кој што повеќе би им требало, меѓутоа и место каде што навистина можат да добијат многу за парите кои што ги даваат, односно да трошат одговорно и да прават промени во заедницата.